Poštovani gledачи, oni što ne slušate, oni što vjerojatno po ovoj razgovori ќе не читаат на сајтот на Слободен печат, гостин е Зијадин Села, лидер на Алијанса на албанците. Поводот се разбира е турбулентните случувања што се навестуваат во парламентот, исчекувањата за така наречени вонредни парламентарни избори, што тоа Мицковски постигнува со предвремената кампања во рамките на кампањата и зошто Зијадин Села и Алијансата се определија за така наречена повремена блокада или парцијален бојкот. Села, благодарам што дојдовте. Што според вас во овој момент би биле ефектите и дефектите на овој старт на ВМРО ДПМН за блокирање на собранијата? Благодарам за поканата, Чомовски. Не сакам јас да се поставам во позиција на алитичар кој треба да ги анализира постапките на другите политички партии. Мислам дека е сосема некоректно партија од опозиција да анализира постапки и чекори политички на друга партија која е во опозиција. Значи, нели, опозицијата треба да има еден и заеднички интерес, една од главните, нели, да се спрема за да ја преземе власта и да направи све што треба да падне на власт. Ако зборуваме за власт и ова власт, мислам дека граѓаните ништо не видува и од новата формирано мнозинство, освен тоа што виделе многу ветувања, секој 2 недели ни ветува дека ќе имаме датум за преговори со Европската Унија, првата меѓувладина конференција. И секој трети теше не се секирете, се е под контрола на внатрешен и економски план. И секој политички експонент ги вметнуваше и како сигурни извори дека ќе има датум за преговори, членови на потесната фамилија и така натаму, нели? Ете среќа што не патуваат со авион, па се дали се фалат со знаковните реакции. Села, меѓутоа, има, апсолутно согласувам со овој пристап, но има нешто што реално гледано вие сте така наречена неформална коалиција. Имате тези, имате заедничка цел уривање на оваа влада. Зошто сепак а во оваа влада главната полуга е Дуи, вашиот главен опонент, условно да кажам, и на политичката сцена и меѓу албанскиот електорат. Зошто се определивте само за парцијален бојкот, за она што би можело да биде и го апострофирате така нареченото ширење на империјата на Али Ахмети во бизнисите и така натаму. Само заради тоа ќе се доведете во ситуација да правите обструкција во бојкот во парламентот? Не, ние не сме најавиле некој си парцијален бојкот како партија. Ние излеговме пред неколку недели со нашата агенда што ќе правиме во престојниот период. А една од тие агенди, главната работа е предлог закон, измени и промени на законот за игрите на среќа, со кој предлагаме, нели, овие игри на среќа да бидат сместени само во хотели со 5 звезди. Не знам. Тврдат дека ги немат овие што ги вршат и ги водат овие бизниси, дека ги нема таквите хотели во државата. Па нека ги градат. Не мора само се гради на Висборгово, кон Ваце се гради тако. Не само да прават профит и да го носат надвор од државата, нека си биде таа инвестиција тука. А повеќе нас ни е неопhodно што побргу да ги тргнеме од институциите како се школи, верски објекти и таму. Претежно школи. Предлогот на некои други политички партии дека треба да се оддалечат 500 метро е многу погрешен. Јас мислам дека најважната институција во секоја држава и општество е куќата, домот, каде што растеш и каде, нели, ги земаш првите чекори во животот. И не мислам дека го решаваш проблемот со тоа што ќе оддалечиш од школа и ќе ти го носи одма до куќа. Нели, овие објекти и проблемите кои ги носат овие игри на среќа. Па затоа велам дека нашата агенда е чиста и јасна.
нормално до 22 јуни не сме гледале за сhodно дека треба нешто друго да размислиме што треба да направиме, бидејќи не сакаме да ставиме лош впечаток во нашите меѓународни партнери со кои ние како Алијанса на албанците градиме добар однос. Не сакаме да не влегуваме во други сценарија, па затоа мислам дека треба да се дава можност на целава ова дипломатски преговори и притисоци, верувам, врз двете страни, и македонската и бугарската страна, за да се најде решение и да се тргне ветото. Мислам дека Европската Унија нема друга опција. Ние цело време го велиме тоа како Алијанса на албанците. Истото, ние сме меѓу единствените политички партии можда во државата кои јасно и гласно е против отворен Балкан. Значи, не треба да даваме примери дека може да се заменува Европска Унија. Со било таков пример и заменување на опцијата Европска Унија, нормално е дека ќе ти дојдат други предлози, после, како што слушаме од Макрон, за некои си, не знам, политичка конфедерација. Европска политичка заедница. Да. Се надевам дека тоа не се однесува и на Република Северна Македонија и на Западниот Балкан. Ќе се гледа, ама со самиот факт што ние им покажуваме дека има заменлива опција, мислам дека не главната вина треба да се бара тука внатре. На сите тие што јасно и гласно зборуваат за колку било добро отворен ова мини Шенген или отворен Балкан, значи со тоа само им даваме опции на одредени земји во Европската Унија за да најдат вакви решенија за кои после се жалиме дека не би биле добри. Значи, знаете што, можда ова ќе звучи грубо, ама такви заедници политички во склоп на Европската Унија, што не е целосна Европска Унија и не е рамноправност, личи некако како колонизација или нешто такво. Мојата прва асоциација беше за моделите пред распадот на Југославија, а тој беше некаков микс од конфедерација и политичка заедница. 2+2+2. Истата ситуација е веројатно и сега со Макрон. Тоа не е негов рецепт. Не, тоа е рецепт кој е создаден тука, од Балканот, од овие политичари кои... Зборам за глобално. Тој рецепт е произлегува од идејата за стара и нова Европа уште во времето на Кол и француските репрезенти. И Митеран, например, заговараше таква една идеја. Меѓутоа, да се вратиме на содржината, што би значило шанса за аберот од Брисел, па потоа разговор за можноста од, да речем условно, предвремени избори. Ако е шансата од Брисел и ако таа биде позитивна на индиректен начин, а секоја одлука може во политиката да се третира со позитивни одгласи, тогаш кој би бил ефектите дека Ковачевски би дал воредни избори со џокер во џебот? Мислите, ако ние добиваме датум? Ако добиваме некаков датум за преговори или почнат преговорите? Знаете што, од правен аспект на предвремени избори се оди со 61 пратеници, колку што и треба за да се формираше нова власт, нели? Па пристапот, јас се плашам дека ние, ако сакаме да градиме иднина за овие граѓани, за оваа држава, треба пристапот да не биде многу одговорен. За во иднина да не оставиме прецеденти кои би продуцирале секогаш кризни моменти. Ако блокираш со секоја цена за да одиш на предвремени избори, тоа на некаков начин му дава право на било која идна опозиција да го искористи истиот прецедент и без никаква причина да ти го блокира парламентот за да бара предвремени избори до безкрај. Па не имавме таква ситуација, ако се изуми бруталниот напад на парламентот, кога и СДСМ бойкотираше на ист начин со пароли и со, можеби почесто ВМРО да помане. Но сега прашањето е, зошто во услови кога опозицијата има некаков растечки рейтинг, влегува во
жива кал на одреден начин за да добие избори, а при тоа да решава прашања кои ќе ги остави оваа власт на прилично деликатен начин што ќе треба да се решава. Јас ти реков дека не сакам да се поставам на позиција на аналитичар. Сега, во врска со темава, јас не дека сум имал разговори со господинот Мицковски. Мислам дека тоа е нивен подухват. Така решиле дека треба да постапат и нивно право, легитимно. Јас не можам да им се мешам на политичките актери која е нивната агенда и како ќе се однесуваат во овој период. Според тоа јас немам многу одговори на многу прашања ако треба да анализирам нивните политички чекори кои ги преземаат сега. Затоа Но меѓутоа од аспект на алијансата, секој потез во која опозицијата ќе трне со напад на Ахмети и на Дуј. Практично тоа сакав да се надоврзам. Практично го расте рейтингот на владеечката партија. Тоа може да се оцени како нефер однос кон една политичка партија која е во опозиција во случајот Алијансата на албанците, бидејќи повеќе од јасно се знае дека и вакви сцени и театри ние сме гледале во минатото, не дека не сме гледале, нели? Сега не би сакал да верувам дека ова е договор помеѓу, не знам, една политичка партија на власт и една во опозиција, но во Македонија све е можно, така ли? И не може да се гради кауза од све што се случува во државата, дека наводно целата вина била во Мала Речица, дека премиерот е во Мала Речица, дека премиер е Али Амети, а вистината е сосема друга. Али Амети е еден голем политички лажгов, кои идет на избори со, не знам, многу големи ветувања. Ветуваше прв премиер албанец. Јас не мислам дека тоа ни треба, како став, како политичка партија. Нам ни требаат многу работи кои граѓаните ќе ги направат рамноправни, а не ни треба некој име и презиме албанец кој ќе биде премиер. Нели? И вистината е дека не се крои никаква иднина на Македонија во Мала Речица. Вистината е дека Али Амети не крои некоја се иднина на Македонија од Мала Речица или од Зајас, него Али Амети, ако треба да ги гледаме резултатите и да ги сумираме резултатите на Али Амети за овие 20 години што владее, може многу лесно тоа да се гледа според буџетите да ги собираме овие 20 години, колку инвестират во албанските средини и колку се инвестирало во другите средини. Сигурно ќе се добие јасната слика дека ништо не се крои таму. Напротив, таму се крои корупција, таму се кројат суди и, не знам, обвинители, кои треба да им служат на таа политичка партија и во овој поглед, да, треба дуи што побргу да си замине во опозиција. Таму се кројат сега од политичка партија стануваат буквално коцкари, сакајќи преку да шверцуваат автентично толкување на законот за игрите на среќа и да формираат и фирма која би правила државна лотарија како крило на, не знам, на Дуј. Таму веќе, не знам, јасно е дека ние немаме правна држава. Значи, да објави владата конкурс за да се оснива таква компанија внатре во лотарија на Македонија, во меѓувреме уште не е поминат таму автентичното толкување на законот за игрите на среќа. Мислам дека тоа е предмет за отварање постапка од страна на јавното обвинителство. Ама тоа до ден денеска уште не е направено, нели? Па затоа велам да, секој споменување на господинот Али Амети и Дуј во овој вокабулар на Мицковски на ВМРО
Јас нема другчие како да го интерпретирам, него се покачува неговиот рейтинг кај албанците. Да. Тоа не е коректен однос на една политичка партија која е во опозиција. Ако Ахмети се обидува со, условно кажем, политички па и пермутации, одеднаш етничкиот дискурс се заменува со еколошкиот дискурс, а во време во која се обидуваат да ја промовираат така наречената зелена агенда, изгледа ли логично усред село во која уште нема, да речем условно, нормални водоводни, канализацијски услови, начинот на инфраструктурата, онакав споменик кој го символизира историскиот бекграунд на она и на Ахмети? Морам да ви кажам дека некоректен ви е односот секогаш кога се прават овие работи. Сега немајте погрешно да ме сватите, бидејќи нели дебатирам. Секогаш кога ќе се работи за некое, не знам, право кое сакат да го стекнуваат, легитимно право албанците во Северна Македонија, секогаш тезата се преиначува. Зборуваме за канализација. Не, тука мислам, ајде да спориме малку. Не е прв пат, Не, чекајте. Сакам да го објаснам, нели? Го расчеречи Груевски за двата големи промашени проекти, и за кинески пат и за плоштад. И исто зборуваме дека нема патишта, нема логика и така натаму. Па затоа на ова теза јас би сакал да одговорам. Во ред, ние имаме потреби од споменици, од све, и ние знаете што, културата на секоја етничка заедница е душевна храна за секоја етничка заедница, па и минатото и така натаму. Мислам дека пристапот треба да се смени малку. Не може, знаете што би била вредностна категорија која ќе видам Ахмети на премиера на албанскиот театар, а не само на во ред, ама не, културата не е само театарот, не е само операта. Добро. Сите сме ние дел од ние сме култура во себе. Почнувајќи од тоа што зборуваме, почнувајќи од тоа што представуваме, и фолклорот, па и операта, па и театарот. Да не ви спорам и да ви ја девалвирам идејата дека ние македонците главно сме сензитивни. Немојте да зборувате дека ние македонците, ставови на граѓани, на политички партии, да не ги опфатиме, не знам, етничките заедници во ова работа. 2-0 во дриблинг, продолжуваме понатаму. Знаете што? И вистина, ако веќе секогаш кога треба да се отвори некоја етничка тема, например, јас не верам дека спомениците се тие кои треба да, нели, секогаш се отвара тезата, ама има проблеми со животната средина, има проблеми со патишта, со канализација. И заборавам дека истиот одговор или анализа сме го давале и пред 5 години, ама уште не е направена ни канализацијата, ни патиштата, ни сите други работи. Мислам дека не смета паралелно да одат и едните и другите, јас затоа ви велам, не е Алија Мети тоа што си замислува Мицковски дека Алија Мети, и што му го крева рейтингот. Затоа ви реков, гледате го буџетот. Овие 20 години ќе гледате дека 0 денари има за инвестиции во културата кај албанците. Гледате ги општините кои се со мнозинство албанци, па ќе земате одговор дека ни еден цент не се инвестира веќе 30 години во ова држава. Нели? А дали е тоа потребно? Да, потребно е. И тоа е потребно. А од друга страна, мислам дека, знаете што, политичарите треба да имат храброст и смелост да зборуват во врска со овие теми. Не може Охридскиот рамковен договор да ни биде прв збор во секое наше јавно обраќање и во секое седнење со меѓународниот фактор, а да ги третираме тие што го донеле овој Охридски договор со две аршини. Едните со, не знам, со закон, со добри на нивните фамилии и деца. Едните, знаете кој е абсурдот? Например,
После 2001 година, нели се легализираше Тетовскиот универзитет? Да. Денеска децата на бранителите, што во ред, имат право бесплатно да се школуват во Тетовскиот универзитет, а децата на оние од УЧК го нема тоа право. Едните го бранеа за да се легализира, другите се спротиставеа. Сега не тие директно, него тоа што политиката во тоа време, нели? Не можеш да го имаш Охридскиот рамковен договор во преамбулата на Уставот. Сега го имаме, нели, со новите измени. Ама да не ги третираш тие што придонесувале повеќе за да имаме и уште еден таков договор кој гради мир во државата и стабилност. Тоа беше целта. Дали треба да го надградиме? Да. Дали треба да бидеме уште подобри и да имаме, не знам, подобри закони, подобра држава, подобра иднина? Да. Ама тие, што останува со тие што дале најголем придонес во врска со таа работа? А тоа не беше Али Амети. Тоа биле баш тие загинати пред се и тие борци кои војувале со во тоа време как под знакот на УЧК, нели? Ајде да бидам малце малициозен во духот на овој разговор. Дали тоа значи дека Ахмети сепак ја потцени моќта на своите борци и од стравот на целата лепеза на достигнувањето на УЧК практично се враќа на корените на ОНА и на УЧК, зашто се гледа дека на прашањето на зелената агенда нема добивки, од и Тетово е веројатно класичен пример дека е тоа едно мочуриште од валканост, нефункционалност и така натаму. И второ, она што е веројатно составен дел на вашата теза, а тоа е дека се уште постои бранне незадоволство кај дел од борците кои самите гледаат дека нивната така наречена политичка елита се не фатира и ништо не е различно од македонската криминална елита. Знаете што, ако зборуваме за агендите на господинот Али Амети и на други, господинот Амети е класичен манипулант. И сега ова е уште дел од неговата манипулација, неговата агенда за да манипулира со некоја си друга теза. Нас ни беше јасно све дека не може да биде да предводи зелена агенда човек и партија кои, ако ги гледаме, повеќе кадеш се има диво сечење на шумите во држава, каде е тоа? Во Кичево. Нели? А кој владе е таму, и со локална, и со централна власт? Тоа е Дуи. Кога, во која општина горат трските секоја пролет и есен? Во кај брежи? Зошто не се случува во Охрид, него се случува во Струга? И тоа не само сега, и пред зелената агенда, па и после зелената агенда. На нас ни е јасно, ама тоа беше ајде да манипулираме, бидејќи им треба нешто за да излезат на избори. И од друга страна, успут, ајде да покажеме дека ние сме за стабилност, бидејќи се случува некои си процеси и пошироко во регионот, некои најави за, не знам, Хашкиот трибунал и така натаму. Нели? Сега пак манипулира со чувствата на тие деца, на тие паднати борци кои пред се заслужуваат респект и почит, нели? И пак манипулира во врска со оваа работа. Од друга страна, единствено што им е важно, што е одговор на вашето прашање, тоа е по секоја цена да бидат дел од власт. Не можеш да бидеш 20 години на власт, а да немаш ни еден политичар, бивш министер или сегашен, или директор, или заменик директор, или не знам друг, кој немат, кај Дуи немаш ни еден од овие бивши и сегашни функционери, ни еден немат одговорено и немат прележено ниту еден ден затвор. А 20 години се на власт. На што покажува ова? Ова покажува на тоа што ние го тврдиме. Дека овие имат
бивши министри, заменици министри, обвинители, републички и тоа. Овие имат сопрузи на подпредседатели на партии кои се во Врховен суд, овие имат во апелација бивши функционери, овие имат во основни судови нивни луѓе и имат зафатено цело судство и вршат контрола на судството. Дали тоа значи дека може да се препостави една алијанса, сега повторно на етнички македонско-албанска, во која се заокружува концептот борба против криминалот со јасна алузија дека треба се штити крупниот криминал, а за малите ќе разговараме. И второ, не ви се чини дека можеби и опозицијата го пренебрегна фактот дека кај Ахмети има концепт во оваа власт, а тоа е прв пат заокружува цел систем економски со министри кои располагаат речиси со една половина, ако не и повеќе, од буџетот. Од Министерство за финанси, екологија, економија, ецетера, да не зборувам понатаму. Ако концепт треба да биде, не знам, пример, направење се за да менаџира партијата и да се збогати партијата за да има пари, јас мислам дека не е тоа концепт. Бидејќи таков концепт и да е концепт, таков концепт веќе сме гледале во минатото во времето на Никола Груевски со добро, нели? Истиот тој концепт беше. Затоа имаме палати и такви работи кои ги имат политичките партии. Можда по теркот на Груевски сака да оди господинот Алија Метија, мај се надевам дека ќе заврши ко него. Со ваквите концепти. И оставам свесно минута на молк за да поверувате и вие во тоа или да се убеди јавноста во фактот дека казнивоста може да го следи и Ахмети. Зијадин Села, лидер на Алијанса на албанците, после отприлike 20 минути разговор, завршувам со основната дилема. Што вие ќе правите во овие услови во кои ќе морате условно да менаџирате со бојкотот на опозицијата, зашто сепак сте опозиција, и одите кон тоа да се намали рейтингот на владеечката коалиција, вклучувајќи го и Дуи Ахмети. И директно да ја прашам, ако Ахмети кокетира со сите, вклучувајќи го и Мицковски, Зијадин Села останува тврдо корен на преговори за идна влада со сегашниот дел од власта? Не. На никаков начин. Јас не знам како сум бил сфатен кога направив соработка со ВМРО ДПМН за локалните избори. Така ли? Тоа беше легитимно, што? Така. Ама, од друга страна, јас бев единствениот човек кој внатре во Алијансата за албанците кој требаше да го направи тоа. И многу луѓе може да прашува, јас сум објаснил за зошто. Затоа што јас сум одговорен исто така за иднината што ќе се гради за нашите деца. Нели? Јас не можам да бидам причина за непрофункционирање на тоа што се вика демократија. Најглавната цел на наша како политички партија е да имаме функционална демократија, со тоа ќе имаме и функционални институции. Соработката со ВМРО ДПМН отворена и така натаму, имаше за цел да покажам дека ние имаме еквидистанца кон сите политички партии, а до тој момент немавме. До тој момент вие имавте право да поставите вакво прашање. Сега во ситуација кога зборуваме тие дистанци нормално дека зависат со која партија си во опозиција и со која партија кои партии се на власт, нели? И нормално дека ние имаме соработка со политичката партија која е во опозиција, нели? Ние не сме дел од активната блокада нивна,
Ама ако ме прашувате дали заслужува ова мнозинство да има тотална блокада, да, заслужуваат. Ама ние треба да водиме сметка за моментумот, преговорите, што ви реков, во мое видување, а треба да водиме сметка и за иднината, за какви председани ние правиме. Ево, кој е другиот начин да го спречиш ова власт, а гледам пред влезот во салата, таму пишува секој ден, го гледам дека тука се врши контрола на екзекутивната власт, што ми се смее секогаш кога го гледам, некој споменик мал има таму внатре во собранието. Кој е начинот за да го блокираш овој план на ДУИ за да ствари лотарија на ДУИ и да прави милионски суми евра месечно? Освен да го блокираш, што друго можеш да направиш? Што сте запнале за лотарија? Дали вие мислите дека во момент на политичката сцена во парламентот е лотарија да се Па има некоја символика да се предвиди исходот од овој бојкот. Не, само ти земам како пример, бидејќи тоа се случуваш. Како треба да се однесуваш кога пристапот е таков? Ако некој, ево, си зема за право да каже дека и ние сме бојкотирале. Да, ама сме имале причина. И ние сме блокирале, да, ама ние сме блокирале за да ни се трне нашата блокада. За ништо друго. Јас немам никаков право да вметнам мнение според тоа што ќе блокирам све. Или? Ама дали имаш друг меканизам во рацето? Мислам дека немаш. 61 пратеник да обезбедите. Ама тоа биќе мнозинство и тогаш ќе блокираат другите. Благодарам, тоа беше Зијад Села, лидер на Алијанса на албанците, со втор мандат се разбира, иако постоја јасни се аналитички мои или перцепција да не му се овозможи реобнова на мандатот се разбира и внатре во партијата, особено со инфилтрирање на значајни, да речем условно, бомбардери од страна кои рейтингот на Зијад Села го гледаат во неговиот личен капацитет и во менаџирањето во овие услови. Зијад Села, ви благодарам уште еднаш што дојдовте. Поштовани гледачи, ова е крајот на денешното издание на утрински брифинг.